специјалното јавно обвинителство во целиот избират период постојано апелираше, сугерираше, поднесуваше барања за притвор кон осумничениот Никола Груевски и другите осумничени во предметот Титаник. Ке се сетите уште при првото поднесено барање за спроведување на истрага, беа предложени мерки притвор и истите беа одбиени. Кога го поднесовме обвинителниот акт, поднесовме барање за определување на мерка притвор и тогаш Кривичниот совет го одби нашето барање со наводи дека иако постои опасност од бегство, бегството може да го обезбедат со одземање на патната исправа и јавување на обвинетите еднаш неделно беше во тој период. Во меѓувреме обвинетиот Никола Груевски побара јавувањето во судот еднаш неделно да му биде заменето со јавување еднаш месечно, по кое барање ние дадовме мислење дека треба да биде одбиено како неосновано, меѓутоа Советот кривичен на судот го прифати и денес тој има јавување еднаш месечно. Сите овие услови беа една предиспозиција да се случи ова бегство. Затоа, кон предлогот, ние кога даваме дека се сомневаме дека ќе бега, сметам дека причината што бил политичар некој, дали бил имотен човек, дали бил многу важен во општеството, воопшто не е важно во тој момент, затоа што секој кога ќе се најде во една ваква ситуација, особено во Титаник, каде што обвинетите се обвинети за кривични дела со најмалку 4, 5, 3 години затвор, опасноста од бегство е сериозна. И мислам дека претходно таа опасност не беше земена сериозно во обзир. И се случи тоа што се случи.